Здрава на сите и добре дојдовте во Сникпик. Денеска ви ги пресуваме 5 најважни вести. Председателот на собранието Јован Митревски најави дека утре ќе ги распише председателските избори, согласно обврската од Уставот. Митревски изјави дека се уште не донел одлука дали на истиот ден ќе ги распиши редовните парламентарни избори. Собранието вчера по скратена постапка ги изгласа законските измени според кои рокот на промена на името на возачките дозволи со името Република Македонија ќе биде до крајот на годината, односно до 31 декември 2024 година. Лидерот на СДСМ Димитар Ковачевски во изјава за медиумите рече дека денеска на владината седница министрите ќе предложат промена на возачките дозволи до крајот на годината да биде бесплатна, односно да биде трошок на државата. Постои ризик од субјективност при изборот на пациентите со цистична фиброза кои ќе бидат опфатени со терапија на клиниката за детски болести. Се наведува во ревизорските извештаи на Државниот завод за ревизија ДЗР за работата на клиниката во 2022 година. Според ДЗР не се знае како ќе се одлучува кој ќе ја добие трикавта во детската клиника. Сенатот во САД усвои закон според кој во 11 американски држави се забранува пушење цигари во автомобили во кои се возат деца помали од 16 години. За прекршување на законот се предвидени парични казни до $25. Вештачката интелигенција може да им помогне на психијатрите да предвидат дали антидепресивите ќе бидат ефективни, со цел да заштедат време и да ја подобрат состојбата на пациентите, според нова студија на истражувачите од Медицинскиот центар на Универзитетот во Амстердам и Медицинскиот центар на Универзитетот Радбоут. Поздрав и се гледаме утре повторно. Заследете не на социјалните медиуми.